Почитувани, помина 10 дена од настанот гала вечерта наречена Мажи на годината. Си поминавме прекрасно. Токму тие 10 дена јас ги поминав во просториите на Friday Комуникации, каде што ние работевме на телевизискиот дел од самото тоа шоу. Но како што знаете, веќе е време и за нова епизода на Gentleman Magazine, а јас за да не го пијам ова прекрасно кафенце сам, ќе го пијам со еден мој гостин кој што беше еден од добитниците на самиот тој настан Мажи на годината. А периодов на вистина ќе можеме да ги гледаме сите добитници на самиот тој настан. Уживајте. Отец, добар ден. Баш ми е драго што еве конечно најдовме време да се најдеме тука во просториите на Friday Комуникации, да испиеме едно кафе и да си помуабетиме на убави теми. Добре дојдовте. Добар ден, благодарам што ме поканивте. Благодарам на прекрасното кафе. Како сте, да ве прашам за почеток на стандардното тривијално прашање? Одлично, фалам на Бога. Ние постојано во движење, така што немаме многу време ние за разболување, мораме да имаме да работиме. Да, знаат и нас често во театар знаат да ни кажат доколку се разболиш на сред процес, тоа е твоја вина, не е ничија друга. Ти си дозволил тоа да се случи. Така да не треба да се има време за разболување. Ќе ве прашам затоа што се уште сме во духот нели на Men of the Year наградите, на Gentleman Magazine, тука се просториите каде што се создава се, па сакам да ве прашам она што ги прашувам и сите мои гости, но секогаш прашањето е нели различно. Што за вас представува поимот джентлмен? Што за мене представува поимот джентлмен? Па, јас би рекол пред се тоа би требало да биде маж во вистинска смисла на зборот, нели? Што значи тоа? Да биде учтив, да биде културен, нели, понашки кажано, да знае како да се однесува не само со нели личностите од спротивниот пол, туку воопшто со сите луѓе и најважното од све да биде човек. Тоест да ги следи заповедите на нашиот Господ Исус Христос. Се можеби токму за тоа што сум свечник, тоа е мојот поим да кажеме за джентлмен, меѓутоа јас тоа така го гледам. Кога зборуваме за джентлмен, не можеме да ги прескокнеме нели оние вистински вредности во животот што цело време ги пропагираме. За отец Оливер, што представуваат вистинските вредности во животот? Верата, надежта и љубовта. Мислам дека тоа се трите најголеми работи кои што би требало секој човек да ги следи, нели, затоа што ниту една религија, ниту една вера не пропагира насилство, напротив пропагира нели она второ на вера, надеж и љубов. Нели. Љубовта мислам дека треба да биде најголемото чувство што би требало да го движи нели целото човештво. Љубовта не само кон нели своето семејство, туку би требало да биде тоа љубов кон целото човештво. Онаа љубов која што всушност нели ни оставил самиот Господ Исус Христос. Буквална смисла да го положиме дури својот живот нели за оние останатите, без разлика дали ние ги познаваме или не. Ќе пробам да ги парафразирам, а не цитирам коринтијаните кои што велеа дека и да имам сила и планини да поместувам, ако немам љубов не сум ништо. Мислам дека тоа е Светиот апостол Павле мислам дека најубаво опишал љубовта и навистина би требало да следиме тие зборови. Апсолутно е така. Јас често говорам и пишувам за љубов и мислам дека тоа е на вистинското што сите треба да го имаме. А Бог е нели љубов. Точно. Тука пред нас стои статуетката според социјални медиуми Маж на годината за 2022 година и таа го има вашето име и презиме. Што за вас представува оваа награда или воопшто наградите во животот што ги добиваме? Тоа е едно признание, би рекол. Меѓутоа, она што веќе го кажав и на самото доделување, јас сметам дека наградата не ја добив јас, туку ја доби буквално хуманитарната организација Свети Спас, која што по некоја Божја промисла, би рекол, токму јас ја водам. Затоа што луѓето кои што гласаа, всушност гласаа за самата организација, за сето она што го прави Свети Спас. Мислам дека прави многу, но не доволно, заради тоа што за жал условите и можностите кои што ги имаме се тие. Знаете, старите луѓе рекле дека желбите и можностите се две различни работи. За жал во нашиот случај токму така е. Ние сакаме да помогнеме секому, но за жал не успеваме секој да излеземе во пресрет. Така што ајде тука сега да патиме еден апел, нека се вклучуваат што е можно повеќе луѓе. Не мора преку Свети Спас, преку било која организација, не мора дури не преку организација, секој може сам
нели да помогне. Сигурно секој од нас познава некој човек на кој што му е потребна помош. Зошто не му помогнеме ако сме во можност? Нели? Се сложувам. Така што самата награда, мислам, да, ми значи како човек, нели? Меѓутоа мислам дека сепак нејзиното место ќе биде во магазинот на нашата организација, а не во мојот дом. Па да, според ова кажаното и би требало да е така. Кога сме веќе кај тоа помагање едни на други, мислам дека тоа е, ако јас се прашувам, основата на нашето живење, нели? Да си помагаме едни на други секојдневно, само така можеме и да го славиме Бог и ние да бидеме посреќни луѓе. Но колку сметате дека луѓето си помагаат искрено едни на други? Јас би рекол, се можам да зборам нели за луѓето кои што јас ги познам, со кои што јас имам контакт, кои што се постојано вклучени во донирањето нели во нашата хуманитарна организација. Од секој сум велел дека хуманитарната организација Свети Спас не е отец Оливер, не е никој од членовите нели што функционира, што работиме нели во незе, туку Свети Спас е буквално народот. Затоа што токму најголемата поддршка нашата организација има од народот. Иако сме релативно нова организација, значи сега треба да полниме 7 години. Нели мислам дека народот веќе има стекнато доверба во сето на што ние го работиме во името на хуманитарната организација Свети Спас и во името на Македонската православна црква, Псковската православна епархија, нели, и дека ја препозна идејата која што ние сакаме да ја спроведеме, а тоа е да помогнеме буквално во сите сфери на животот на човекот. Посебно ако знаеме дека во Македонија, во земјата која што ние нели живееме и работиме, за жал 1/3 гладува, мислам дека токму народот е оној кој што би требало веднаш да се вклучи. Не зборам сега само за нели за фирмите, заради тоа што народот ја има силата. Кратко и јасно. Токму заради тоа јас сметам дека нашата организација стана една од најпрепознатливите, ќе кажам, во Македонија, не само во Скопје, заради тоа што самиот народ стои позади Свети Спас. Сега скоро имавме на акција за 2 дечиња, каде што побаравме по куќни и се надевавме дека ќе успееме да собереме половна по куќна, нели, важно да има каде да легнат, да кажем, и важно да имат каде да седнат да доручкуваат дружат и вечерот. Пријатно се изненадивме што буквално се собравме во рок од 24 часа и она што е најинтересното, ново. Значи, нова дневна гарнитура за дневна соба, нова трпезаријска маса со столици, нов бојлер и така натаму. Што автоматски нас ни дава дополнително сила да продолжиме да го работиме она што го работиме. Но, ако народот не се вклучеше, ние, како ние, не би можеле многу да направиме. Токму за тоа пак ќе кажам, народот е Свети Спас. Многу би било убаво кога ете таа завист и љубомора што ние секојдневно ја гледаме. Обкружени сме со тоа, би пробале полека вака да ја замениме со една филантропија и со едно вакво добро, со една љубов и еден Бог, што би било, мислам дека фантастично. Тука некаде, затоа што сме кратки со време и вие треба да одите, сакам да ве прашам, јас сите ги прашувам некако што би препорачале на младите, но пред да ве прашам тоа, ќе ве прашам дали сметате, тоест да им кажете на луѓето, дали е Бог од внатре или е Бог од надвор? Значи Бог е од внатре и од надвор. Значи Бог е буквално насекаде. Не можеме да кажеме дека Бог е само во нас, нели тупак можеме да кажеме дека Бог не е во нас. Зошто? Заради тоа што пак ќе кажам, Бог е буквално насекаде. Каде и да се свртиме, каде и да погледнеме, ќе го најдеме Бога. Ако погледнеме внатре во себе, повторно ќе најдеме Бог. Заради тоа што ние без Бога не би постоеле во ниту еден случај. Така што треба само да се свртиме буквално и буквално во секоја една цигла, буквално во секоја една чаша, ние ќе го најдеме Бог. Тоа е многу убаво за слушање, вибрира и од секаде го има, така е. А нешто дали би сакале да кажете, да препорачате на нашите гледачи, односно на младата популација, младата генерација, оние во подем? Па на младите, пред се на младите, бидејќи нели знаеме дека на младите во младите идената, би им препорачал да бидат луѓе. Татко ми, кога бев помлад, ми кажуваше една изрека која што јас тогаш не ја разбирав, меѓутоа која што сега многу добро ја разбирам. Ми велеше дека има во светот многу народ, а многу малце луѓе. Така што јас би им препорачал да бидат луѓе. Ништо повеќе од тоа. Да. Значи, постојано да си помагаат едни на други, да се љубат едни со други, да заборават на насилство, затоа што насилството раѓа само насилство, нели? Меѓутоа и на љубовта се обично се возвраќа со љубов.
токму затоа ќе препорачам да ги следат христијанските доблести, ќе препорачам да се љубат едни со други и постојано да си помагаат. Воопшто да не размислуваат дали треба, туку веднаш да се вклучат. Ги повикувам да се вклучат и во нашата хуманитарна организација и во другите организации низ Македонија. Филантропијата едноставно да стане наше начало на живот. Само така ќе докажеме дека сме луѓе. Тоа би било најубаво нормално и да гледаат емисии како Джентлмен магазин за да научат како се прави тоа. Отец, ви благодарам многу на вистина што одвоивте време. Благодарам што ме повикате. Се гледаме во наредна прилика и за убави работи. Секогаш за убаво. Благодарам. Во денешната емисија, во месецот на машкото здравје, ние ќе зборуваме малку и за модата. Се наоѓам на едно прекрасно место каде што навистина убаво изгледам, убаво ме дотера, а ќе одам да пијам едно необично кафе со еден многу добар гостин кој што дефилира во Македонија, а се прослави и надвор од неа. Постојат 5 видови одела кои што секој маж треба да ги има во својот гардеробер. Секој маж задолжително треба да поседува црно одело. Тоа е според сите правила на голем број модни експерти. Покрај црното се препорачува да имате морнарско сино, сиво, и темно сино или тегет. Доколку ги имате овие 4 видови одела, задолжително поседувајте 2 бели и 2 сини кошули. Она што е интересно е што на овој начин ќе успеете да направите повеќе од 20 различни модни комбинации. Бидејќи панталоните од еден вид на одело, едноставно ќе можете да ги комбинирате со сакото од друг вид на одело и обратно. Не можете да сгрешите. Затоа препорачуваме. Секој маж треба да инвестира во овие неколку видови на одела. Го испив моето утринско кафе со човекот кој што народот го избра за маж на годината според социјални медиуми за 2022 година. А сега ќе влезам во тајната соба на мојот монтажер, каде што вие ќе ги видите видеата за вториот дел од оваа емисија што почнуваат токму сега. Пред се многу сум благодарен за добиената награда. Навистина ми значи и ми е чест и задоволство што ја примив наградата, можеби не музичка, меѓутоа сепак нешто што на некој начин јас се чувствувам убаво кога ја споделија таа вест со мене. Добив награда која што многу ми се допаѓа, која што многу ја почитувам, маж со најдобар стил. Би сакал да упатам до организаторите на овој настан, бидејќи треба се почесто да се случуваат вакви ивенти, вакви настани, кога се одликуваат мажите кои постигнуваат одреден успех, треба дефинитивно тоа да биде забележано и да се одаде почит за она кое што го имаат постигнато. Уште еднаш ви благодарам.
Сакам да кажам дека ова е одличен настап, дека вакви настани ни фалат. Ова е настан кој обединува и верувам дека во иднина ќе биде уште подобро, високо ниво на организација. Мислам дека изостанува еден дел, имам пријатели одлични, успешни луѓе албанци, роми кои исто така мислам треба да бидат вклучени во овој процес, за да бидеме мултикулти општество и да покажеме уште поголема сила и заедништво. Да продолжите напред и само успех. Ви благодарам. Да се биде маж на годината, особено во категоријата за маж со трајни вредности, пред се е огромно задоволство, а дури по тоа уште поголема обврска. Тоа што сакам да го порачам на сите присутни и на вашите гледачи и на организаторите на ова прекрасна манифестација е дека квалитетното образование е најпотребно на нашата татковина. Квалитетното вистинско образование е трајна вредност, дури поголема од оваа која што како награда ја добив јас. Трајната вредност на нашата татковина е убаво, добро, квалитетно, здраво, стегнато, реформирано светско образование. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. My Delilah, why, Delilah? I could see that girl was no good for me, but I was lost like a slave that no man could free. Heartbreak a day when that man drives away, I was waiting. I cross the street to her house and she opens the door. She stood there laughing. I felt the knife in my hand. She laughed no more. My Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just could not take anymore. I felt the knife in my hand, she laughed no more. My Delilah. Why, Delilah?
So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just could not take anymore. She stood there laughing. I felt the knife in my hand. She laughed no more. Bye, 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 Delilah. Why, Delilah? So before they come to break down the door, forgive me, Delilah, I just could not take anymore. Forgive me, Delilah, I just could not take anymore. Благодарен сум и чест ми е што сум номиниран за една ваква престижна награда Маш на годината во категорија млад менаџер до 30 години. Како што кажав и за време на превземањето на наградата, позади секој успешен маж стои уште поуспешна жена. Оваа награда ја посветам на мојата сопруга и моето семејство. Благодарам за поддршката и се надевам дека заедно ќе имаме уште поголеми успеси понатаму. Вечерва сите уживавме во најгламурозното издание на Маш на годината досега и оправдано затоа што е јубилеј и требаше да се одбележи на еден ваков начин. Сметам дека со оваа манифестација конечно и мажите во нашава земја го добија своето заслужено место. Некако ние дамите имаме многу повеќе настани и манифестации каде што се издвојуваме, а кога е во прашање посилниот пол на вистина во Македонија, има одлични менаџери, доктори, лекари, уметници, луѓе што се занимаваат и со останати професии и што конечно токму заради оваа манифестација излегува пред очите на јавноста, го добија заслуженото место на оваа манифестација и посакам уште долги години успех, да бидеме сведоци на уште многу врачени награди и на уште многу успешни приказни на мажите од Македонија. Поздрав до јавноста. Пред се сакам да се заблагодарам на организаторите за поканата и тоа што присуствувам тука и тоа што бев дел од оваа вечер, тоа е со сценската изведба. Моето мислење за самата манифестација е мислам дека на нашата земја и се потребни вакви манифестации кои што се од големо значење. Во однос на наградите, сосема оваа година го гарантирам тоа дека добитниците на наградите се компетентни, а нормално начело со маестро Симон Трпчевски и главната награда Маш на годината за 2022 година. Watch it
cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain and I drew us into the flames. Well, it burned while I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain, watch it pour as I touch your face. Well, it burned while I cried 'cause I heard it screaming out your name, your name. I set fire to the rain and I drew us into the flames. Well, it burned while I cried 'cause I heard it screaming out your name. Многу сум среќен вечерва што сум овде, навистина сум изненаден, колку и некому таму звучи тоа нескромно или да не му се верува, ама некако така на најспонтан начин испадна сета оваа работа. Јас буквално и дојдов од пат, меѓутоа сум благодарен пред се за наградата што ја добив во областа на културата, а потоа изненадувањето за Маш на годината беше некако да кажам, ете и убаво дополнување на сета вечер. Честитам на организаторите, се заблагодарувам како човек пред се за оваа манифестација. Ќе се повторам еве вака и на изјава дека мажите се успешни заради жените, како што кажав, или заради сите оние блиски луѓе кои што ги инспирираат во животот, се разбира, и е убаво да се покаже почит и признание за сите оние успешни луѓе кои што си ја сакаат својата професија, кои што со сето срце го работат она што го работат и на тој начин пренесуваат на општеството. Така што посакувам уште многу јубилеи на оваа манифестација, се разбира, да биде извор за обзнанување на многу успешни луѓе во Македонија, многу македонци во Македонија, надвор од Македонија, сите оние кои што секој на свој начин предонесуваат за успехот на оваа мала, но многу значајна историска земја. Така што, еве, оваа година сум тоа јас, пред мене биле други, после мене ќе бидат уште многу други, така што сите заеднички да се сплотиме и да придонесеме за општото добро на Македонија. Благодарност уште еднаш. Народот љуби да каже како се калеше челикот, а јас љубам да кажам како се монтираше најубавиот настан за 2022 година, а тоа беше Мажина годината. И тука некаде ги исцрпивме сите материјали за тоа. До година 2023 година ќе имаме уште поубав настан и вие ќе имате можност да го гледате тоа. А до тогаш, останете со Джентлмен магазин на македонската телевизија.